Добар ден, драги ученици! Јас сум Ивона Кузмановски, доаѓам од гимназијата Панче Арсовски од Скопје. Денешната наставна единица се однесува на етичките прашања на истражувањата во психологија. Како што веќе знаете, психологијата е научна дисциплина која што се занимава со проучување на психичкиот живот на човек. Во психологијата како наука постојат бројни методи и техники, со помош на кои што се доаѓа до одредени сознанија, системски сознанија, кои што се однесуваат на психичките појави и процеси. Тие методи и техники се дел од сите истражувања кои што се спроведуваат во психологијата. Сите научни истражувања имаат за задача да дадат одговор на одредено прашање кое што дотогаш не било одговорено, и токму тоа е случај со психологијата. И истражувањата во психологијата имаат задача да дадат одговор на прашања кои што се однесуваат на човекот. Тоа пак отвара бројни етички дилеми, токму поради тоа што човекот е во фокусот на интересот на овие истражувања. Кога се спроведува одредено истражување во психологијата, буквално во сите фази може да ни се јави одреден етички проблем или дилема. Значи, сите фази од истражувањето се потенцијален извор на етички проблеми. Уште во почетокот, кога се селектираат испитаниците кои што ќе бидат дел од истражувањето, може да ни се јави одреден етички проблем. Понатаму, природата на самиот истражувачки проблем, средината во која што се истражува и се врши истражувањето, постапката и методот со кој што се собираат информациите, природата на самиот испитаник кој што е дел од истражувањето, видот на податоците до кои што сакаме да дојдеме со истражувањето, со самото истражување, и целта за која што ги користиме овие податоци, исто така се извор многу пати на етички проблеми и дилеми. Токму поради тоа, современата психологија нуди еден етички кодекс кон кој што сите научници, односно психолози, треба да се придржуваат кога во своите истражувања го имаат човекот како субјект. Овој етички кодекс нуди одредени норми кои што треба да се почитуваат, а тоа се следните норми. Значи, на почетокот на истражувањето, субјектите треба доброволно да се одлучат дали ќе се вклучат во истражувањето или не. Значи, во никој случај тоа не треба да биде принудно. Откако доброволно ќе се одлучат, треба да бидат информирани за се она што треба да го очекуваат во текот на истражувањето и треба да им се каже дека имаат можност да се откажат од истражувањето во било која фаза од истражувањето. Доколку истражувањето подразбира одредени негативни ефекти, а оној што го организира и го реализира треба да се потруди тие да бидат сведени на минимум. Во однос на дискрецијата и анонимноста треба да им обезбедиме, значи, целосна дискреција на испитаниците, дури и откако ќе заврши истражувањето, тие треба да бидат сигурни дека ќе останат целосно анонимни. И субјектите треба да бидат исто така информирани доколку во текот на истражувањето се појавила потреба тие да бидат измамени и тоа треба да се стори веднаш откако ќе заврши истражувањето. Како што забележавте, бројни се условите кои што треба да бидат задоволени за едно истражување да биде етички исправно. Тоа не е секогаш возможно и заради тоа научниците, односно истражувачите, често пати се одлучуваат да прават експерименти, односно истражувања со живот. Тоа пак отвара уште една етичка дилема, затоа што оние кои што ги бранат правата на животните се прашуваат дали доколку нешто не е етички за животните, тогаш е етички за луѓето. Исто така се поставува и прашањето дали резултатите добиени од истражувања во кои се користени стаорци, мајмуни, зајаци и слично може да се однесуваат и на човек. Но и покрај тоа, бројни истражувања се спроведуваат токму со животни и повеќето научници се сложуваат дека во однос на одредени прашања можеме да добиеме солидни сознанија на основа на истражување спроведено со животни. Кои се тие прашања? Значи, многу пати влијанието на алкохолот, одредени дроги, медикаменти и слично се истражува токму врз живот. Понатаму, третманот на депресија, третман на анксиозност, влијанието на стресот врз имуниот систем и така натаму се прашања кои што може да се одговорат доколку се направат експерименти со живот. Освен животните, постојат и други значајни етички дилеми во однос на тоа кој да се вклучи во истражувањето. Многу често децата се вклучуваат во истражувањата и тоа е една како значајна етичка дилема.
Затоа што тие сами не можат да одлучат, во секој случај треба да добијат оние што го прават истражувањето, да добијат дозвола, писмена дозвола од родителите. Потоа вклучувањето на лица со посебни потреби во истражувањето, како и вклучувањето на други лица кои што се предмет на нетолеранција, дискриминација и злоупотреба. Значи тоа се одредени ранливи категории кои што се навистина често интересни и се вклучени во одредени истражувања, меѓутоа со овие категории треба навистина предпазливо да се постапува за да не се наруши етичкиот кодекс. Она што е најзначајно да запамтите од оваа лекција е дека истражувањата во никој случај не смеат да остават трајни последици врз менталното здравје на човек. Понекогаш е невозможно да се спроведе одредено истражување и затоа психолозите се одлучуваат за субјекти кои што ќе бидат дел од истражувањето да земат поединци кои што се нашле принудно по природа на нештата, се нашле во одредена ситуација или пак веќе пројавиле одредена психичка појава. Токму тоа се случува во моментот. Значи, во моментот на пандемијата со коронавирусот и мерките на изолација и самоизолација кои што се спроведени, оставаат навистина значајни последици врз менталното здравје на човекот. Психолозите токму во овој период прават бројни истражувања токму за овие последици, но земаат примерок на испитаници кои што, повторно ќе кажам, принудно се нашол во одредена позиција. Значи, позицијата, односно состојбата на испитаникот не е предизвикана и не е дел од предизвикана од самото истражување. Во психологијата постојат бројни примери за неетичко психолошко истражување. Тоа се истражувања кои што се спроведени во минатото, пред нели овој кодекс да биде така добро и јасно дефиниран. И ние тука ќе споменеме еден пример, а тоа е примерот на истражување спроведено во 1920 година на Универзитетот Џон Хопкинс од страна на Џон Вотсон, кој што спроведува истражување со класично условување на 9-месечно бебе. Џон Вотсон на малиот Алберт му прикажува бел ставрец, кој што го прифаќа нели со позитивни емоции, односно баш реагира со прифаќање кон ставрецот. За подоцна оваа дразба биде проследена со одредена звучна дразба, која што е резултат на силен удар од чекан во метална површина. Понатаму малиот Алберт развива фобии на кои што никогаш не успева да се десензитивира и за жал малиот Алберт умира на своја 6-годишна возраст и докторите не успеваат да докажат дали овие трајни последици, односно фобии, остануваат и во зрелата возраст на испитаникот. За да ги проширите своите знаења, ќе ви дадам насоки, значи користејќи го интернетот како алатка, да дознаете за повеќе вакви неетички психолошки експерименти. Значи има многу и верувам дека ќе истражите и ќе најдете некои што би биле за вас навистина интересни и ќе ги запамтите. Исто така ќе ви дадам задача да размислите кој е вашиот став во однос на истражувањата кои што се спроведуваат врз животни, со цел нели да се дојдат до одредени сознања. Може би некој од вас веќе размислувал за ова прашање, но оние кои што немаат размислувано, нека го сторат тоа. За сега ви благодарам, драги ученици.